Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со обработка на првата глава од посланието до Филипјаните. Предходниот пат стигнавме до стих 13, што значи дека денес ќе продолжиме со стих 14. Во овој дел од посланието, апостолот Павле објаснува дека, иако се наоѓа во затвор, сепак Евангелието продолжува да се шири и да дава плод. Предпоставувам дека кога филипјаните му го пратија на Павле писмото, покрај другото напишаа колку им е жал што е во затвор и што Евангелието не напредува. Како одговор на тоа, Павле вели: немојте да се грижите, бидејќи Бог по неговата милост дава Евангелието да се шири и луѓе да се спасуваат. Павле беше во затвор во Рим, каде секојдневно беше чуван од римски стражар од преторијанската гарда. Апостолот имаше можност да прима посети и да праќа писма, но постојано беше во друштвото на еден од членовите на преторијанската гарда, која пак беше посебна воена единица составена од војници што имаа важна позиција во општеството. Само на луѓето со италијанско потекло им беше дозволено да бидат дел од таа гарда. Со оглед на тоа што Павле секојдневно беше во присуство на војник, можеме да претпоставиме дека тој често им зборуваше за Господ Исус Христос на оние кои го чуваа. Замислете ситуација во која го носат Павле во затвор и му даваат војник да го чува. Може би првите неколку денови војникот не го прашува ништо, но потоа му вели: зошто си во затвор? Павле одговара: осуден сум поради Евангелието на Исус Христос. Чекај да ти кажам кој е тој. И ја споделува радосната вест со стражарот. Сигурно Павле го правеше тоа со секој стражар што беше одговорен за него. Со тек на време, некој од нив сериозно ја сватија неговата порака. Ке почнеме со читање. Слушнете што пишува во стих 14. И дека повеќето од браќата во Господ, поттикнати од моите окови, се осмелија, без страв да го проповедаат Словото Божјо. Предпоставувам дека на почетокот, кога Павле почна да го проповеда Евангелието, имаше многу луѓе кои сакаат да проповедаат и да сведочат за Божјата љубов. Но кога слушнаа колку Павле беше вешт во неговото зборување, може би си помислија: ние не можеме да проповедаме на ист начин како него. Апостолот зборува со силата на Светиот Дух. Тој има авторитет. Нашето проповедање никогаш нема да биде толку ефективно како неговото. Токму поради тоа голем број христијани одлучија да не служат со проповедање. Тие мислеа дека не се достојни, не се компетентни и не се доволно обучени за да го прават тоа. Но, по некое време помеѓу христијаните се расшири веста дека Павле се наоѓа во затвор во Рим. И затоа веќе не може да оди по улиците и градовите и да сведочи. Сигурен сум дека таа вест охрабри стотици, може би и илјадници христијани да излезат и да почнат да го споделуваат Евангелието. Може би одеа по пазарите или од врата на врата и им кажуваа на луѓето за смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Затоа Павле вели дека многумина од браќата, поттикнати од неговите окови, почнаа да го шират Евангелието. Може би си помислија: ако Павле не може да оди, јас ќе одам. Затоа Павле можеше на некој начин да каже: допред некое време проповедавме само јас и уште неколкумина. Но сега, голем број браќа се осмелија да ги следат нашите чекори и тоа ме радува. Се што ми се случи, служи за напредок на Евангелието и за да се спасуваат нови луѓе. Но знаете ли дека има уште една голема придобивка за црквата од престојот на Павле во затвор? Иако самиот апостол не беше свесен за тоа, сепак ние денес имаме голема придобивка од тоа што беше затворен. Придобивката е во тоа што имаме 4 посланија во Новиот Завет кои тој ги напиша додека беше во затвор. Ефесјаните, Филипјаните, Колосјаните и Филемон. Сите овие писма се испратени од затворот во Рим. И иако на Павле воопшто не му беше лесно да биде зад решетки, сепак благодарен сум на Бог што тој дозволи да се случи такво нешто. Бидејќи преку тие околности, ние сме благословени со мудрите зборови на апостолот. Продолжуваме со читање. Слушнете што вели во следниот стих. Некои, навистина, од зависти желби за кавга, а други од добра волја го проповедаа Христос.
Кога го прочитав овој стих за прв пат пред многу години, просто не ми се веруваше дека некој може да го проповеда евангелието од завист и желба за кавга. Си помислив, како може да постојат такви луѓе? Но сега, многу години подоцна, кога имам искуство во службата, сваќам дека тоа е можно и ќе се случува. Низ годините имав можност да запознавам и да слушам за луѓе кои проповедаат од себични и погрешни мотиви. И колку и да е тоа жално, сепак сваќам дека е реално. Кога Павле вели дека некои проповедаат од завист, мислам дека тоа се однесува на самиот него, односно, дека имаше луѓе кои му завидуваа и само поради тоа одлучија да се вклучат во проповедање на радосната вест. За да се избегне зависта поврзана со службата во христијанските кругови, потребно е да разбереме дека сите ние имаме различни дарови и повици од Бог. Ако некој друг има дар за проповедање, тоа не значи дека и вие го имате истиот дар. Важно е да барате од Бог да ви покаже кој е вашиот дар и наместо да се споредувате со другите, да го користите дарот кој го имате за да служите. Во 1 Коринтијаните глава 13, апостолот Павле пишува дека се што правиме треба да се прави во љубов. Љубовта никогаш не вели сакам да го имам дарот на другиот. Сакам Бог да ми го даде тоа што го има тој, односно таа. Туку ги благословува другите во повикот кој Бог го има за нив. Наместо да копнеете по духовниот дар кој го немате, мојот совет ви е да работите со тоа што го имате и тоа да го правите во љубов. Поентата на даровите не е да се истакнеме самите ние, туку да им служиме на луѓето, а и на Господ Бог во контекст на црквата. Оние кои завидуваат на даровите и помазанието на другите, се луѓе кои не ја сватиле поентата на духовните дарови. Тие се за слава на Бог, а не за само промоција. Како христијани, треба да се пазиме не само од зависта, туку и од гордоста. Зависта вели, јас сакам да сум како другиот и да го имам тоа што тој го има. А гордоста вели, јас сум подобар од другиот. Ако ја читате книгата Изреки, ќе забележите дека во неа царот Соломон често зборува против гордоста, а во стихот кој моментално го обработуваме, апостолот Павле не предупредува против зависта. Покрај тоа, Павле вели дека некои луѓе почнале да го проповедаат евангелието поради желба за кавга. Тој дел од стихот не ми е целосно јасен, но ако треба да дадам свое мислење, ќе речам дека може би станува збор за луѓе кои го проповедаа евангелието, зашто сакаат да дебатираат со другите и да филозофираат. Таквите не сакаат да зборуваат за Божјата љубов и спасението преку Христос, туку сакаат да се расправаат со другите. Тие беа луѓе кои го бранеа евангелието само зашто некој друг го напаѓаше. Но во стих 15 пишува дека некој го проповедаа евангелието и со добри намери. Фала му на Бог за таквите луѓе. Продолжуваме со читање, стих 16. Едни го проповедаат Христос од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам евангелието. Имаше и такви кои го проповедаа Христос, но не бидејќи сакаа да му служат, туку бидејќи сакаа да му бидат еден вид конкуренција на апостолот. За нив пишува во следните два стиха. А другите имаат желба да се препираат неискрено, мислејќи дека ја наголемуваат тежината на моите окови. Другите пак проповедаат од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам евангелието. Павле како да заклучува, мене ми е најважно што се проповеда евангелието, и тоа ми причинува радост. Да, жално е што некои луѓе проповедаа поради завист или желба за кавга, но без разлика од какви мотиви луѓето проповедаат и поучуваат, се додека тоа што го зборуваат е чисто и неосквернето евангелие, мислам дека треба да се радуваме. Низ годините, некои луѓе ме критикуваа, бидејќи не се противам на идејата жените да проповедаат. Не само тоа, туку сметам дека има некои жени кои подобро проповедаат од мажите. Сакате да знаете кој е мојот став во однос на тоа? Мојот став е следниот. Се радувам што има некој кој го проповеда евангелието. Пред многу години, еден познат проповедник се шетал на улица и слушнал жена како проповеда. Неговиот пријател му рекол, зарем не е срамота тоа што жената стои на улица и проповеда? Проповедникот одговорил, единствена срамота е што мажите не го проповедаат евангелието наместо неа. Јас сум благодарен на Бог за оние кои се вклучени во службата на проповедање на евангелието. Се додека има кој да им кажува на другите за спасението од гревовите преку вера во Христос,
можеме и треба да се радуваме. Интересно е тоа што Павле вели дека дури и кога Евангелието се проповеда од погрешни причини, сепак Бог дава тоа да роди плод во срцата на некои од луѓето кои го слушаат. Затоа апостолот вели дека се радува. И затоа ние треба да се радуваме кога луѓето го проповедаат Евангелието, без разлика кои се нивните мотиви. Стих 19. Зашто знам дека тоа ќе ми послужи за спасение со вашата молитва и преку дејството на Духот на Исус Христос. Очигледно е дека Павле сакаше другите да се молат за него. Пред некое време, еден човек ми рече: "Зошто бараш од другите да се молат за тебе? Зарем не знаеш дека Бог ќе те слушне и ако самиот му се молиш?" Знам дека Бог ме слуша кога му се молам. Тоа не ми е некое откровение во оваа фаза од животот. Но од друга страна, во Библијата често читаме дека Бог ги слуша и одговара молитвите на сите кои веруваат во него. Затоа Павле бараше филипјаните да се молат за него, бидејќи има сила во заедничката молитва. Стихови 20 и 21. Како што очекувам со нетрпение и се надевам дека во ништо нема да се посрамам, но со сета моја храброст, како секогаш, така и сега, ќе се возвеличи Христос во моето тело, било со живот, било со смрт. За мене, да се живее, значи Христос, а да се умре, придобивка. Апостолот вели: "Му слушам на Христос и се надевам дека еден ден, кога ќе се појавам пред него, нема да се посрамам." Апостолот Јован пишува дека кога Христос ќе се врати да ја земе својата црква, ќе има луѓе кои ќе бидат посрамени при неговото појавување. Мислам дека е добро и корисно да размислуваме на овие нешта. И колку што е до нас, да се осигураме дека ќе му бидеме верни и нема да се посрамиме кога повторно ќе дојде. Во денешно време, особено на Западот, голем број луѓе зборуваат за второто Христово доаѓање и кога ќе се случи тоа. Но таквите не ми изгледа дека се подготвени за таа случка. Библијата вели дека кога ќе дојде почетокот на крајот на овој свет, Христос ќе се врати да ги земе кај себе оние кои му веруваат. Дали вие ќе бидете дел од таа група? Дали ќе се радувате кога ќе го видите или ќе се посрамите? Во стих 21 апостолот Павле ја дава суштината на христијанскиот живот. Тој вели: "За мене да се живее значи Христос, а да се умре придобивка." Со други зборови тој вели: "Без разлика дали сум жив на овој свет или сум го напуштил и се наоѓам кај Христос, јас секако сум во некаква добивка." Имајќи ги на ум овие зборови од апостолот, сакам да ви нагласам дека најважното нешто за еден христијанин е да живее како што живееше Христос. Ако вашето христијанство се сведува само на ритуали и празнување празници, а не и на живо и секојдневно општање со Христос, сакам да знаете дека целосно сте ја промашиле поентата на христијанската вера. Навистина би сакал да дојдам до тоа ниво на духовна зрелост, што ќе можам како Павле да кажам: "За мене да се живее значи Христос." Односно, целта на мојот живот е да го следам Христос и да го представам него пред луѓето со кои секојдневно доаѓам во контакт. Колку прекрасно сведоштво! Нека ни даде Бог овие зборови да бидат реалност и во нашите животи, бидејќи истите се суштината на верата. Стих 22. Ако пак живеењето мое во тело ми придонесува плод на делото, тогаш што да одберам не знам. Звучи како апостолот да не знаеше што е подобро за него, дали да биде во присуството на Христос или да остане на овој свет да служи за благослов на црквите. Стихови 23 и 24. Измачуван сум и од едното и од другото. Сакам да заминам и да бидам со Христос, бидејќи тоа е многу подобро. Кога докторот ми кажа дека имам рак во телото, во мене се јави голема желба да живеам уште многу години на овој свет и го молев Бог да ми ја даде таа прилика. Се сеќавам на случка поврзана со ова прашање. Во една црква проповедникот прашал: "Колку мина од вас сакаат да одат во рајот?" Сите во црквата ја дигнале раката, освен едно мало момче. Проповедникот му рекол: "Зарем не сакаш да одиш во рајот?" Момчето одговорило: "Сакам, ама не денес." И јас се чувствував така кога ми ја кажаа диагнозата. Затоа до некаде можам да го разберам апостолот Павле. Неколку години откако ми кажаа за ракот, јас сум се уште тука и сум благодарен на Бог што го исполни моето барање. Се уште не сакам да го напуштам овој свет,
Сакам да сум тука и да му служам на Христос. Стихови 24 до 26. Но да останам во телото е попотребно за вас. Уверен во тоа, знам дека ќе останам и ќе пребивам со сите вас за ваш напредок и радост на верата. Да пофалбата ваша во Христос Исус да се умножува преку мене, кога повторно ќе дојдам кај вас. Сигурно Павле сакаше да излезе од затвор и да ги посети христијаните во Филипи. Стих 27. Живејте само достојно за Христовото Евангелие. Та ако дојдам и ве видам, или пак во отсуство слушнам за вас дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно за верата на Евангелието. Апостолот како да сака да каже, сакам да ве видам и да ве охрабрам да останете верни на Бог. Но дури и ако не дојдам, останете му верни. И во ништо не се плашите од противниците. Тоа е знак за нивната погибел, а за вашето спасение. И тоа е од Бога. Зашто вам ви се даде дар поради Христос не само да верувате во Него, туку и да страдате за Него. Тоа е повикот на христијаните. Не само да веруваат во Христос, туку ако треба и да страдаат поради Него. Знам дека на некои луѓе не им се допаѓа идејата за страдање поради Христос, но реалноста за Христовите следбеници е таква. И се надевам дека следејќи го примерот на Павле, ќе ја прифатиме со вера. Борејќи се со истата борба, каква што видовте во мене и сега слушате за мене. Павле им вели на филипјаните, видовте како се борев за верата и се уште го правам тоа. Следете го мојот пример. Тука ќе завршиме со денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.